Матео Бланко порасна со мајка обседната со идејата синот уште како мал да научи колку што е можно повеќе јазици. Имаше 12 години кога стана сведок на една сцена, чии ужаси ќе го моделираат до крајот на животот, 18 години кога реши да се оцели од татковината, 48 години кога првпат се обиде да се самоубие, 66 кога го пронајде одговорот на прашањето што си го постави дождливото париско утро кога наврши 19 години. Ќе умре во слично дождливо утро, 20 години подоцна, во село на југот од Франција, заборавен од сите познајници и пријатели, богат, без да се сеќава на ниеден јазик што го научил, но среќен како што никогаш во животот не бил. Почетокот на пишувањето. Мистерија е како одредена книга почнува да се пишува. Почнува сосема случајно. Седите на некое место, гледате некој интересен човек околу вас и сметате дека тој човек може да биде ликот во вашиот следен роман. Или случајно талкате низ градот и одеднаш гледате некој интересен урбан пейсаж, урбана слика и сваќате дека таа урбана слика можете да инкорпорирате во вашиот следен роман. Разговарате со некој човек, со некоја личност и одеднаш таа ви кажува некоја интересна реплика за која што се трудите да ја запомните и по крајот на разговорот, затоа што треба да ја запишете и да биде реплика од следниот роман. Или едноставно читате некоја друга книга и таа книга ви инспирира да почнете да пишувате ваша книга. Гледате некој филм и она што се случува во филмот практично е поттик за новата книга. Така што поттиците за пишување на нова книга и за почеток на нова книга практично се наоѓаат насекаде. А сигурно и ние, без да знаеме, сме присуствувале на мноштво такви разговори во нечии други замислени светови. Какви непредвидливи улоги сме изиграле во замислените филмови на пријателите, на познајниците, на целосните туѓинци, додека физички сме биле на некое друго место. Го привлекуваа фиктивните случувања конзервирани во внатрешниот музеј на секој човек. Не сметаше дека сите тие измислени диалози, маниакално преработувани емотивни реакции, цизелирани реплики се помалку реални, го користеше овој збор во отсуство на подобар термин, од реалните ситуации и настани луѓе. Напротив, сцените, проектирани во неговиот натрешен свет, го имаа истиот спознаен полнеж како и оние другите, на кои присуствувал или ги искусил преку минуциозното наблюдување. Му беше потребно римувањето меѓу фикцијата и реалноста, менувањето на нивните улоги, травестијата што можат една на друга да си ја понудат. Често реалноста ја испитуваше поставувајќи замки во фикцијата, задачи на кои треба да одговори, критериуми што треба да ги исполни за да почне да верува во неа. Па мислам дека најтешко да се научи во процесот е да се научи како техниката на пишување што сте ја стекнале читајќи други книги да се употреби на ваш автентичен начин. Она со што човек најтешко може да се соочи при пишувањето, барем за мене, е сознанието дека секогаш ќе има расчекор меѓу замислената идеална книга од мојата внатрешност и реализираната, напишаната, објавената книга. Зошто секогаш е толку тешко и секогаш има расчекор помеѓу замислената книга и реалната книга? Мислам дека тоа лежи во фактот дека секогаш нашите внатрешни замислени светови се многу побогати во однос на начинот на кој што тие светови ние можеме да ги преведеме во збор, слика или во текст. И во пишувањето гледам начин не само да најдам смисла на сето она што јас го гледам околу себе, туку и да создадам платформа на смисла со која што ќе можам да комуницирам и диалогизирам со другите луѓе. Така што пишувањето на некој начин е некоја форма на љубов.